Го следите најновото издание на регионалните вести. Од утре Полошкиот регион влегува во портокалова алертна фаза на топлотен бран. Граѓаните потребно е да преземат соодветни мерки за заштита на здравјето во услови на многу високи температури на воздухот. Во портокалова алертна фаза на топлотен бран од утре ќе влезе и Полошкиот регион со максимални температури на воздухот над 39 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, до средината на следната недела нашето подрачје ќе биде под влијание на сува и многу топла воздушна маса. Ова ќе предизвика период на претежно сончево, многу топло и суво време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35 степени, а на места вдолж поврдарието ќе надмине и 40 степени. Индексот ќе биде многу висок со вредност 9. Најтопло се очекува да биде за време на викендов, кога максималната дневна температура се очекува да достигне и до 42 степени. За да се избегнат труења со храна и други стомачни тегоби кои се чести во услови на многу високи температури на воздухот, лекарите препорачуваат внимателност при изборот и подготовката на намирниците овие денови. Посебно да се внимава на лесно расипливите производи како јајца, месо и млечни производи кои никако не смеат да се купуваат од тезги или места каде биле изложени на директна сончева светлина. Се уште се актуелни тие 5 клучеви за незаменливи се, тоа е алатка со која ние се служиме и која ја препорачуваме. Прво е избор на намирници, безбедни намирници. Второ е безбедна вода. Исправна и безбедна вода со која ќе се мијат тие намирници. Трето е да се чуваат одвоено приготвената храна од сировата храна. Да се чуваат на безбедна температура, што значи фрижидер 6 до 8 степени и кога се приготвуваат, да се приготвуваат над 60 степени и да се принесуваат за јадење максимум од како ќе се приготват после сат до 2 сата. Никако тоа што се чувало надвор повторно да се става во фрижидер и да се чува за наредниот ден. Покачувањето на температурите сериозно влијае врз здравјето. Здравствените работници препорачуваат додека трае топлотниот бран во период од 10 до 17 часот, граѓаните да останат во своите домови доколку се во можност, да избегнуваат напорни физички активности, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности, да се носи светла и лесна облека при директна изложеност на сонце, заштитни очила и капа, да се пие многу вода, да се јаде овошје и зеленчук, да се одржува строга хигиена на рацете и хигиенски начин на подготовка на храната, а хронично болните лица редовно да ја примаат терапијата. Пожарот што подолго време е активен во реонот на Македонски Брод вчера попладне е префрлен на територијата на општина Гостивар, во атарот на селата Корито и Железна река. Од Центарот за управување со кризи информираат дека истиот од страната кон селото Страјана е локализиран, додека во спротивната страна се уште е активен. Пожарот што речиси 2 недели активен во реонот на Македонски Брод вчера во попладневните часови се проширили на гостиварска територија, во атарите на селата Корито и Железна река, информираат од Центарот за управување со кризи. Според нивните податоци, пожарот бил на непристапен терен за возила. Зафатена била површина обрасната со сува трева, смрека, како и мешана шума. Во гаснење на пожарот кај село Железна река интервенирала екипа од ШАР Гостивар. Според информациите пристигнати во Центарот за управување со кризи денес до 11 часот и 30 минути, пожарот во атарот на село Корито е локализиран. Од раните утрински часови екипа е на терен и интервенираат на истиот. Горела сува трева. Пожарот кај Лутоец, место викано Змијарник, е се уште активен. Упатени се сили на армијата на Република Македонија, социјалистиот да не се прошири спрема село Требовље. Оштетени се 3 дрвени столбови за напојување на електрична енергија на населеното место село Близанско. Според информациите на ЦУК, во моментов ангажирани се следните сили и средства. За пожарот во атар на село Требовље, армијата на Република Македонија, територијалната противпожарна единица од Македонски Брод, пожарникари од Скопје, 2 хеликоптери од армијата на Република Македонија кои што действуваа од раните утрински часови, местно население од село Растеж и доброволци од Тетово за пожарот во село Растеж.
Јавното предпријатие Македонски шуми, Македонски брод се ангажирани за дејствување на пожарот во село Девич и истиот е ставен под контрола и Дирекцијата за заштита и спасување. Опасноста од проширување на пожарите и појава на нови се зголемува со оглед на тоа дека метеоролозите за периодов прогнозираат многу високи температури. Центарот за управување со кризи упатува апел до граѓаните да внимаваат при посети на отворени места или при работни активности во шумите и другите локации, кои се со обрасната или необрасната шума и да не користат запаливи материи, кои можат да предизвикаат пожарот по широки размери. Истовремено ги потсетува граѓаните доколку забележат одредени сомнителни места во кои е присутен оган или чад, веднаш да ги известат надлежните служби во најблиските институции и установи или да се јават на телефонскиот број 195 како број за итни повици на Центарот за управување со кризи. Апелираат до населението овој број да не се злоупотребува за лажни повици, кои би предизвикале несакани последици по мирот, спокојството и безбедноста на граѓаните. Слабиот прилив на вода за пиење и незино нерационално користење причини за рестрикции во водоснабдувањето во Тетово. Почнувајќи од денес ќе има 2,5-часовни прекини во снабдувањето со вода во ноќните часови. Јавното комунално предпријатие Тетово ќе започне со рестрикции во водоснабдувањето, со цел подеднакво снабдување со вода за пиење на сите граѓани во сите населби на градот. Почнувајќи од денес ќе има 2,5-часовни прекини во снабдувањето со вода за пиење во ноќните часови, и тоа во периодот од 30 минути по полноќ до 3 часот. Од ЈКП Тетово како причини за рестрикциите ги наведуваат слабиот прилив на вода за пиење во градските резервоари и нерационалното користење на водата од страна на граѓаните. Количината на прилив на вода за пиење во резервоарите моментално изнесува 340 литри во секунда. Имајќи ги предвид високите температури во последните денови во Тетово, ЈКП Тетово апелира до граѓаните за рационално користење на водата за пиење, зашто само вака нема да има недостиг на вода за пиење во горните населби во градот. ЈКП Тетово ги повикува граѓаните да ги пријавуваат случаите на злоупотреба на водата за пиење и да ги информираат нивните служби кога ќе се појават дефекти во водоводната мрежа. Во сообраќајна несреќа што се случила вчера попладне во Гостивар со тешки телесни повреди се здобило 28 годишно момче од градот. Несреќа е регистрирана и на патот Гостивар-Кичево близу Стража. Зачестени се сообраќајните несреќи со учесници мотоциклисти и велосипедисти на Гостиварското подрачје. Вчера попладне регистрирана е нова несреќа во која бил повреден гостиварец што возел мотор. Како што известува полицијата, настанот се случил околу 18 часот и 10 минути на раскрсницата на улиците Седе Костовски и Сретко Крстевски во Гостивар, во близина на Средното техничко училиште. Се судриле автомобил БМВ со гостиварски регистарски таблици, што го возел 29 годишник од Балиндол, и мотор без регистрација, управуван од 28 годишно лице од Гостивар. Во несреќата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди. Медицинска помош најпрво добил во Гостиварската болница, а потоа поради сериозноста на повредите бил префрлен на клиниките во Скопје. Бил извршен увид пошто се утврдуваат причините и околностите за несреќата. Причинетата материјална штета се проценува на околу 1000 евра. Сообраќајна несреќа вчера попладне е регистрирана и на патниот правец Гостивар-Кичево, близу планинскиот превој Стража. Возило Volkswagen Iguan со странска регистрација излетало од патот и паднало во провалија. На 5 лица од Белорусија кои се превезувале со возилото им била пружена лекарска помош. Лицата, меѓу кои имало и деца, за среќа поминале со полесни повреди. Село Луковица вчера со голем црковно-народен собир во дворот на манастирот Свети Илија го одбележа истоимениот празник. За прв пат годинава беа пуштени во употреба новоизградените конаци во манастирскиот комплекс. На 30 на километри од Тетово, високо на североисточната падина на Сувагора, во сливот на реката Треска, се наоѓа планинското село Луковица. До него се стигнува преку асфалтниот пат кој се исклучува од стариот пат Скопје-Тетово.
Од местноста Крстец до селото Луковица се патува по земјен пат кој е во многу лоша состојба и е најголемиот проблем на селото. Но тоа не им е пречка на жителите и селениците од Луковица, нивни роднини и пријатели да стигнат до него на 2 август Илинден на голем црковно-народен собир во дворот на манастирот Свети Илија. Овој манастир е започнат, мислим, е праен 1965 година од покојна Стојанка Костовска, а во возновење 95-96 е осветен, значи рушен, направен нов. А во овој манастирски комплекс постојат 3 цркви. Значи, едната е Света Петка, која е на путот доле, манастирот Светилија, кој се и црквата Свети Ѓорѓија. Ја мислим имавте прилика да видите каде е и каква гледка има. Секоја година у година, се помасовен број доаѓа гости од страна, од Америка, од Германија, да не збориме од Република Македонија. Од сегде имаме гости и од сегде имаме кумој. Значи, секоја година се дела 11 лепчиња, уствари паричиња се доделуваат, и така да шаролико е не се само лукојчани, него општо од цела Република Македонија и од странство чак, што више паѓа кумој. Празнувањето започна рано наутро во манастирската црква Свети Илија со света божествена литургија извршена од прота Мирко Станковски, кој го изврши чинот на мал водосвет и режење на славските колачи принесени од кумовите. Инако пророкот Илија не запишал ништо, но сиот од негов живот е вистинско пророчко послание. За неговата личност и местото во духовната историја на човештвото говори и сведоштвото што тој заедно со пророк Мојсей бил присутен при Христовото приложение на планината Тавор. Значи, тој не бил значен само на прозаветните, туку е присутен и во новозаветните настани, а ќе се појави и пред второто Христово доаѓање. За нас, православните христијани, дарникот на свети пророк Илија Илинден покрај духовното и има особено национално значење. Во два наврати, во особени историски настани, нашиот народ го избрал точно овој празник во обидот за стекнување на слободата и уреденското восстание и во народно-освободителната војна. Затоа Илинден представува символ на нашата праведна борба за слободен живот, право што припаѓа на сите народи. Слободата е еден од основните и распоставените народи за човекот. Паричките во славските колачи традиционално ги одредуваат кумовите за до година. Купно 11 кумови со голема радост до година ќе организираат прославата во Луковица. Моето потекло води од овде, супер, секоја година сме тука, се прекрасно. Значи не ми е прв пат да бидам кума, ова веќе ми е 3-4 пат и чувството е прекрасно. Сопругата моја е кума, така да многу се чувствува добро што го нашла паричето. Први пат доаѓам овдека, изградено добро е храмов, манастиров. Народ има доста и така да фино. Мене ми спомна Паричево. Прв пат сум кум. Това е. Живеете овде? Да, Луковица сум, да. Луковица, тоа е. Па за од почеток не може да ви кажам тоа, сигурно ако не поđe 45 години, сигурно е ова традиција се води, да, Светилија, манастирот. Дел од гостите кои беа дојдени предходниот ден, ноќта ја минаа во новоизградените конаци. Речиси по 2 години од нивната изградба, во функција се ставени 4 соби. Нешто последнава година успеавме да оспособиме 50%, колку што може да привлечеме луѓе од, да речеме, ловчи, туристи, пешаци со точаци што идат моторцикли, за да може да ги привлечеме овдека да дојдат као туристи или спортски туристи, како да ги кажеме. Нешто направивме да може да профункционира, не би рекол ја сега у склоп на манастирот, него у склоп како еден дел на самото село, што би привлекле доста луѓе што се запознаени со ваква надморска височина, речеме, разлика од 10 степени од било кои градови. Значи, последниве 4 дена идам нон-стоп овие големи температури, разликата е од 10 до 11,5 степена. Комплексов, кој што може да користат доле трапезарија,
мини кујна и дел од стара трапезарија што може да се користи како и зимно време, што би се прибрале и да се искористи тоа, да речеме, не знам, ловџиите, да речеме, има планинари, извидници. Живеам во село Волково, Скопско, иначе сум зет во село Луковица. Лично како во одборот од село Луковица за главен за Скопје, за вотето ми е другиот соработник што разговараше сега пред малце. Лично еве за овие објекти трчам и за манастирот. Со годините што се кај ќе одиме, кај ќе најдеме, што ќе добиеме, тоа е добродојдено. Кој ќе даде, Господ некому повојно и повеќе. Ова се што го изградиме лично со донации, лично од соработниците, значи донатори имаме и во Скопје и во сите села поминати во Скопска Црногора, во Драчево, да ги напомнам кој други имаше сега. Волково исто одиме и таму одиме. Кучевишта, Општина Ѓорче Петров. Ѓорче Петров комплетна и општина Ѓорче Петров, да ја напомнеме така, лично и со градоначалникот. Имаме лично. Да. Може да кажеш што ти се Скопје. Ние градиме и се уште ќе градиме. Како имаме донации, така ќе работиме. Ако сте веќе дојдени во село Луковица, вистинска штета би било да не го изодите патот кој води кон карпестиот дел на селото, од каде пак погледот кон езерото Козјак ве остава без див. Што се наоѓа во близина на едно 3-4 километра кај што сте биле, иначе да идеш подолго е, ако се прави пат, да речеме, до браната. Таа фантастична гледка која се гледа тука и селото Здујње, Поречје, и она село што гори што ми е жал, Требовље, значи и Близанско. А Каршија тоа е Козјак, значи селото Пуста Брезница или поново Нова Брезница. Таа е фантастична гледка и ги пожелувам на сите кои што сака да дојда во Луковица да го видат таа фантастична гледка или убавина. Има место за преспивање, може кој сака да се јава и може да прошета и да види што е лепото. Прославата на празникот продолжи со ручек за присутните гости приреден од кумовите, општо народна веселба во кругот на црквата приредена од маестро бенд, а потоа и во домовите на жителите на селото. На подрачјето на Гостивар утре ќе се врши прскање против комарци. Општината апелира пчеларите да ги заштитат пчелите за да не дојде до несакани последици. Втората фаза на дезинсекција против комарци и други штетни инсекти на подрачјето на општина Гостивар ќе биде спроведена утре, петок, 4 август. Како што информираат од локалната самоуправа, прскањето ќе се врши навечер во периодот од 21 до 1 часот по полнок и во раните утрински часови од 3 до 6 часот. Согласно со претходно подготвениот план за динамика на активностите, дезинсекцијата ќе се спроведе на следните локации: река Вардар во делот на село Равен, река Јахорка во Форино и долж каналите за наводнување во населбите Малјарди и Фазанерија. Од општината апелираат пчеларите да ги преземат сите потребни мерки за заштита на пчелите при спроведување на прскањето, за да не дојде до несакани последици. Во случај на дождливо време или силен ветер, дезинсекцијата ќе биде одложена за наредниот или некој друг ден со подобри атмосферски услови, соопштуваат надлежните. Македонија се подготвува за ратификација на Истанбулската конвенција која предвидува поголема заштита на жртвите од семејно насилство. Годинава во земјава е предвидено на тајна локација да биде отворен центар за заштита на жените, жртви на сексуално насилство, кој ќе располага со стручни кадри кои ќе работат со штитеничките. Треба да бидат формирани и здравствени центри за жените жртви на насилство во рамки на општите болници во Скопје, Куманово и Тетово.
Министерството за труд и социјална политика во координација со другите релевантни институции, Министерството за здравство ќе зборува за центрите за заштита од силување и интервентни центри, ние како Министерство за труд и социјална политика сме во процедура и подготовка за отварање на центар за заштита од сексуално насилство. Ова би значило сместување на жртви кои што преживеале сексуално насилство. Откако Министерството за здравство ќе си ги проследи Министерството за внатрешни сите процедури, да имаме каде да ги заштитиме жртвите и секако благодарение на UNDP ова ќе се случи уште во оваа година. And that is that the Istanbul Convention. Истанбулската конвенција, или да го искористам нејзиниот пол назив, Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството против жените и семејното насилство, е инструмент на меѓународното право со кој можеме неизмерно многу да направиме за да го елиминираме насилството против жените. Јавното обвинителство на Марко Зврлески поднесе обвинение против напаѓачот на Радмила Шеќеринска на 27 април во собранието. Според обвинението, истиот се товари за кривично дело, насилство за кое е предвидена казна затвор од 3 до 10 години. Обвинението е испратено до кривичниот суд на оценување. Напаѓачот беше на распит во јавното обвинителство, а за дел од медиумите изјави дека не се кае за стореното, бидејќи не ја нападнал Шеќеринска, туку сакал да ја помогне. Актуелната министерка за одбрана Радмила Шеќеринска се злоби со тешки телесни повреди. Ова е второ обвинение кое е поднесено за настаните од крвавиот четврток на 27 април. Претходно беа обвинети и осудени на условни казни 9 лица за учество во толпа. За напаѓачите на Зијадин Села се уште нема обвинение. На 300.000 граѓани кои што се проценува дека годишно поднесуваат даночни пријави во иднина нема да имаат обврска самите да ја носат пријавата на шалтерите во управата за јавни приходи. Владата неодамно одлучи да го промени начинот за пресметка на персоналецот и за поднесување на пријавите. Според новите прописи, УЈП ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и во електронска форма да му ги достави на увид за дополнение или исправка. Секој граѓанин ќе има лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата доставена од УЈП и да направи проверка на своите податоци. Ако забележи дека во пријавата не се внесени некои од остварените приходи, истите ќе може сам да ги додаде. Новиот систем на поднесување годишна даночна пријава треба да почне да функционира од следната година. Експертите сметаат дека на овој начин ќе се намали просторот за малверзации со даночните пријави и ќе се намалат турканиците на шалтерите на УЈП. Новите санкции кои Соединетите Американски држави ги донесоа за Русија ставија крај на надежите за подобри односи меѓу двете земји. На Русија е објавена трговска војна. Ова го изјави рускиот премиер Димитри Медведев, откако американскиот претседател Доналд Трамп вчера го потпиша документот за пакет санкции за Москва. Законот кој го донесе Трамп предвидува нови санкции против рускиот енергетски сектор и против извозниците на оружје. Медведев додаде дека со никаков притисок Вашингтон нема да ја натера Русија да ја смени сопствената политика. Председателот на Венецуела Николас Мадуро го одложи конституирањето на новото уставотворно собрание што беше закажано за денес. Во исто време државната обвинителка изјави дека отвори истрага против Мадуро за скандалозна изборна измама. Мадуро ги негира обвинувањата дека изборите биле наместени. На денот на гласањето во Венецуела имаше крвави судири во кои загинаа најмалку 10 лица. Долниот дом на Бразилскиот конгрес, представничкиот дом, ноческа го одби барањето за одобрување почеток на судската постапка против председателот на Бразил Мишел Темер под обвинение за корупција. Евентуалното одобрување на барањето ќе му овозможеше на Врховниот суд да започне постапка против Темер, што практично ќе значеше негова смена од председателската функција. Меѓутоа, јавниот обвинител на Бразил Родриго Жанот, кој и ја покрена иницијативата за судски процес против Темер, најави дека ќе започне нова постапка против бразилскиот претседател, овој пат под обвинение за попречување на правдата. Двајца се водат за исчезнати, а 9 се хоспитализирани во средата, откако експлозија на природен гас ја потресе Менехаха академијата и сруши дел од зградата, објавија официјални лица од Минеаполис. Пожарникарските екипи се во потрага по можни жртви во остатоците на приватното училиште, река официјалните представници. Минехаха академијата рече дека сите незини студенти од летната програма и вработените се проверени и се на безбедно.
Поединецот за кој се верувало дека исчезнат подоцна е пронајден надвор од областа, рекоа официјалните представници. Поранешниот шампион во тешка категорија Владимир Кличко се пензионираше, отфрлувајќи можност за римеч против Ентони Джошуа, од кој беше нокаутиран на Вембли во април. 41-годишниот Кличко ги закачи ракавиците на клин. Украинскиот боксер стави крај на неговата извонредна кариера. Никогаш не можев ниту да замислам дека ќе имам толку долга и неверојатно успешна боксерска кариера, вели Кличко. Инаку тој беше олимписки шампион во супертешка категорија во Атланта 1996, пошто премина во професионалниот бокс. Најуспешниот период му е од 2006 до 2015, кога без пораз ги обедини сите титули. Денес имавме претежно сончево и многу топло време. Минималната дневна температура се движеше од 11 до 20, а максималната од 35 до 40 целзиусови степени. УВ индексот беше со многу висока вредност 9. И утре подрачјето на Македонија ќе биде во жолта фаза. Ќе имаме многу топло време со утрински температури од 13 до 22 степени, а максималните дневни од 35 до 41 целзиусов степен. УВ индексот ќе биде со вредност 9. Издржете го уште утрешниот последен работен ден од оваа недела. Се гледаме во следното издание на регионалните вести. Пријатно.